И подобри, и исто да пееш. И што ќе го подвои Алмир од Джейсон? Некој си Джейсон од North Carolina. Само таа чалмата Личен печат. Како се прави личен Како се печат? прави личен печат, тоа е мојот. Значи, како се станува уникатен пејач? Не знам. Никој не знае да ви кажеш. Нема потреба што да криеме тука. Не, треба да има да си има граница од Добро, да, одредена. граница што зборот Сепак- ова сек сакам, еве, со извинење на изразите и на Вики тројка, не знам, петка, тоа да, тоа нема потреба да се кажува, али Добро, тоа е приватен веќе живот, бути разврат. какви лоши работи ти си проживеал во животот, па да ги споделиш, што си научил од тоа, какви Добро. срекни работи си Горе. доживеал и слично. Фатив, дека сум мешал малтар некогаш и сум копал канали, Па да, па ќе Тоа кажеш. треба да го знаат. дека сум Така паѓал. и Маковски ние знаеме дека он работа во Виена на градежни на згради, така? Да, ама работа. Дека некојаш си возел фичо, дека некојаш Добро, како какви и да е. работи? Како и да е. Ева да кажам Да, сите по што исто и мислите, јас, на пример, значи, јас не можам за да земам да се карам или не знам си што за да направам шоу, јас не можам тоа да го направам. Значи не Кој мисли можам. дека не е природно Зборете тоа, вистина. кој мисли дека треба да... Како јас што си кажав и Валери што си кажа се залапал за дечко, да ја кажав пари до друштвото за свадба што ги собиравме, кај мене остана и ги искоцкав сите и останав без пари. Господи, тоа со сите. И мораше да додам да чукам по врати да ми дадат пари назаем за да се оправдам вечерта, после да ги вратам. Во друг град се деси таа случка. Јас сум човек кој што јас ќе го наречам тоа себичен во однос на во ред, сега тоа ти се случува, окей, избори се со тоа. Јас сум можот, Ти можеш си ли борец. Да. Јас сум буквално борец. Јас имам многу тешки моменти во животот. Некој тоа не знам како ќе си го свати, али мене разговор со Бог највеќе не ми одговара. Него можам барем се да му кажам и како мислам и да плачам и да се смеам у исто време и све. И тоа ме ослободува. Тоа и после сум ослободен и полесен се осеќам. На што се гордееш од себе си? Од себе си тоа што мислам дека сум добро воспитан човек. Што во животот мислам дека можам да се изборам буквално со се и да најдам решение за се. Како што и досега било во мојот живот, да речем, со мене и со мојата фамилија. Да нема никакви препреки, буквално никош ништо да не ми недостига, па макар и да немам, да не ми недостига. Значи, пример да се работи за пари, јас никош, ако сум немала, не сум рекла, зошто немам се. Туку ми било баш окей. Различно од другите што живеам во некој мој свет, си имам замислено така некој мој свет и си го терам тоа, само мојот. Пример, да не му се свиѓа на некој што се облекувам така, да ме каже не во ред ви другите како се облекуваат, мене тоа не ме интересира, мене тоа ми е најудобно, ко они што ме опишуваат мистериозна. Само не сум ја мистериозна, не знам како да им објаснам дека ја не сум до степен мистериозна, туку ми е гледах се избрзав цела, не знам како да објаснам. Не знам како да им објаснам, ете некои луѓе сваќаат дека јас сум лоша, не сум лоша, дека тоа ми би стварно. Значи еве и кај нас у град мене повеќето ме знаат како чудак. Па сериозно, значи тие што не ме знаат, Јас сум чудак, јас не сум зборувала, јас не знам така. У принцип ја не разговарам со луѓе многу, освен со тие што ми се блиски. И сега кога ќе ми дојде мене некоја особа, кога ќе почне да ми зборува, мене таа ми е чудна. И зошто ми прави муавет не ми е јасно. Имам многу добра душа, тоа не секогаш ми помага. Зошто има луѓе што ме сваќаат погрешно. Многу сум комуникативна, отворена личност, многу комуникативна и тоа не ми е некоја добра особина, пошто јас можам да бидам комуникативна со секој, али не сум комуникативна до Крај? Да, до крај не. Да. Арогантна сум. Арогантноста не си ја сваќам како негативна страна.
арогантна сум, оти сакам да бидам арогантна. Зошто со арогантноста се бранам од некои луѓе. Значи јас не сум арогантна со секој. Со кои луѓе си арогантна? Арогантна сум со човек што сака да ме исмева, пример. Не можам тоа да го трпам, тоа не можам да си го дозволам. Јас сум, впрочем, за позитивна особина го сметам тоа што секогаш сум бил борец за правда, како за сопствени права, така и за туѓи права. Многу често знам да излезам на улица со картон во рака и без да ме интересира што останатите ќе кажат, да се борам за нечии права. Шкорпија си така? Да, затоа што сметам дека борбата за правда е единственото нешто што може да не оправда кога ќе ги добиеме тие права. Не ќе да добиам права на туѓи основ, сакам сам за тие права да се изборам. Например, и родителите кои ме ишувале до 20-та година, многу често го слушале моабетот од мене дека и покрај тоа што мајка ми била порта од која јас сум излезен, тоа не значи дека јас сум нејзина собственост. Јас имам право Чира на... собственост? Јас сум собственост. Мислам, јас сум тој кој таа човекот кој требал да ми ги покаже патовите, а јас сум тој што треба да го избере пат. И многу ја мрзам тезата да ви изведам на вистински пат, затоа што можеби мајка ми не го знае вистинскиот пат. Знам да жртвувам многу за луѓето што ги сакам. Што жртвуваш? Тоа можеби и лоша особина. Можам да жртвувам многу кога велам себе си да си се трошам. Некогаш се чувствам ко робот, кога сум со on-off дугме и во последно време особено. Тоа е и добра страна и негативна, ќе кажам двете страни. Ми помага многу да држам стабилност во секакви моменти, дека и професијата таква ми е и имам многу работа, немам многу време да размислам како се чувствувам. Од 15 години работам, сум самостојна. Ја мојот живот некако го делам пред музиката и после. Не дека не сакам да се сеќавам како ми беше пред, да почнам да пеам и пред X Factor кога отидов. Туку некако живеам од тогаш, така емотивно и све. Тогаш си вистинска. Ти. Тогаш се поврзуваат сите одговори во едно, сега мислам дека сум вистинската јас. Веројатно од стресови и стресни ситуации кои што сум поминала во животот, во моментот, пример, кога сум ги поминувала тие стресни ситуации, сум се чувствувала силна, сум ги издржала, меѓутоа подоцна сите тие лоши ситуации ми се одразиле психички и почнаш да осеќаш страв. Пример, сум имала буквално, најпрост пример, буквално некогаш ми било страв да легнам ноќеска со страв дека нема да се разбудам, дека ќе умрам, значи тоа е најпрост пример. Првиот пат ми се јави на 18 години, кога буквално, пример, ја почнав со свирки, пеев некаде, бев уште по-волонарија. Подоцна ми се јави пак во пострашен облик. И буквално сум имала моменти кога сум се плашала да излезам од дома, од страв дека ќе ми се случи нешто кога ќе испаднам. И уште потешко ми било кога се осетив тоа, аз сум морала да отидам на свирка и, пример, да пеам. Тоа е ужасно тешко. Кај мене е негативно тоа што на сите им верувам и буквално на сите. Мислим, и кога се однесува до мојата работа, ми се случувало и да не ти платат фустан или да ти доцнат или например кога идеш надвор да правиш некој ивент, па со договори гледаш дека луѓето само те гледаат како продукт готов кој што гледаат да те продадат и преку тебе да направат многу пари, а на тебе да ти дадат само многу малку од сето тоа или да не ти ни дадат. И мојата верба во другите е огромна и сметам дека
малку негативно што од тој аспект малку сум и наивен. Сметам дека се гледам себе си како успешен човек во иднина и сметам дека и сега сум успешен, се гледам со огромна кариера и со светска слава и поради тоа од сега сметам дека се откажав од семејство, мислам се откажав од тоа да стварам семејство и да имам среќени мигови, не знам, со семејство, со деца. Јас сум ова што сум денес, сум од многу одамна. Мислим, сум секогаш сум бил поразличен, со различни гестикулации од другите машки, со различна облека од сите други машки. Секогаш сум сакал да изгледам поинаку, ама не е дека јас сум сакал, туку едноставно тоа било во мене. И мене ми е многу драго што моите родители ми помогнале, посебно мајка ми, да се прифатам онаков како што сум и гордо застоиш за тоа, од неколку ли да се преправаш и, например, да бидеш нешто друго. Ей, кечам по тебе, бе. Марија, седи. Марио, донеси таму. И после 700 години, 700 измапирање и тепања, таа се уште плаче, она плаче за мене. Крадеш благо. Крадеш! Абе, иде ја си го жада? Да, му едно него јад, што му прави. Можеш едно парче да смени? Ова најдобро видео како е. Многу полесна за јадење таа некако. Мира мами фуа. Овда. Ево,